Лидерите на четирите најголеми партии во Македонија, Никола Груевски од ВМРО ДПМН, Зоран Заев од СДСМ, Али Ахмети од ДУИ и Мендух Тачи од ДП, денеска во Скопје одржуваат втората средба за изнаоѓање решенија за излез од политичката криза во земјата. Како и во четвртокот, наблюдувачи и овој пат се амбасадорите на САД и на ЕУ, Джес Бейли и Аиво Ораф. По завршувањето на првата лидерска средба, учесниците изјавија дека бил направен обид да се креира рамка за разговори за излез од политичката криза. Лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски по средбата истакна дека народот одлучува кој ќе биде премиер и кој ќе биде на власт, а кој во опозиција. Зоран Заев пак изјави дека нормализација на работите се единствено можни со преодна влада. Лидерите на ДУИ и на ДП не дадоа изјави, но нивните представници го поздравија, како што беше посочено, почетокот на политичкиот диалог меѓу четирите најрелевантни политички партии. Утре пак Груевски и Заев ќе имаат средба во Страсбург во Европскиот парламент. Во меѓувреме, вчера СДСМ, поддржана од коалицијските партнери и невладините организации, одржаа протест за оставка на владата, а незини активисти останаа пред владата. Владеачката ВМРО ДПМН и партиите од Коалицијата за подобра Македонија вечерва пред собранието одржуваат собир под мотото Македонија силна. Со собирот за поддршка на Македонија, зад кој стои ВМРО ДПМН, ќе покажеме дека оваа држава има народ со крената кичма и нема да дозволи некој однадвор со инструменти полтрон на нечии интереси да ја руши државата, да руши легитимно избрана власт и да спроведуваат други сценарија, изјави лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски. На собирот кој го организира ВМРО ДПМН за Коалицијата за подобра Македонија, како што рече Груевски, ќе се искаже поддршка на државата во овие тешки моменти за сите кои се борат за Македонија, за безбедносните сили, за сите сили кои што даваат напори Македонија да излезе од овој процес, да се заврши оваа криза и да се продолжи по патеките на напредокот, на отворањето нови работни места, на носење крупни инвеститори во Македонија, на зголемувањето на платите, на пензиите, на социјалната помош, по патеките на силната поддршка на земјоделците. Демократските институции ќе се справат со сите тешкоти, а Македонија од таквата состојба ќе излезе уште посилна и подостоинствена, гордо чекорејќи напред и напредувајќи, истакна председателот на Собранието на Република Македонија Треко Велјановски во своето обраќање на пролетната сесија на парламентарното собрание на НАТО. Република Македонија своето членство во НАТО и во Европската унија го смета како трајна обврска, зашто во државата постои широк и сеопфатен политички и општествен консензус, а желбата се раѓа токму од нашите заеднички вредности, подлече Велјановски. Најважно е да се избегнат насилствата во Македонија, изјави Јенс Столтенберг. Пред почетокот на состанокот на министрите за надворешни работи и за одбрана на Европската унија, Столтенберг истакна дека мирни демонстрации се дел од демократското општество. Важно е да се избегнат нови насилства, да бидеме сигурни дека демократските институции се развиени, а владењето на правото е целосно имплементирано и дека ќе избегнеме ескалација на кризата и на конфликтот во Македонија, рече Столтенберг.